Нов бран на вработување на блиски роднини на пратеници и функционери во државните институции. Наместо повлекување од позициите, нови 2 вработувања во Елем. Синот на заменик генералниот секретар на владата Тахир Хани, Назми Хани, се вработил во електраника како референт во подружница Треска. Место во Елем е обезбедено и за роднина на министерот за економија Крешник Бектеши, чија сестра претходно беше вработена во МИПСО. Но министерот не чувствувал одговорност, ниту пак потреба да објаснува за секое вработување. Како што не сум имал влијание при незиното вработување во МИПСО, и јас не би требало да имам влијание и да побарам од мојата сестра да се повлече или да не се повлече. Тоа ќе биде незина одлука. Ако вие очекувате дека јас би се мешал во одлуките на моите роднини за што сакат да работат или во која насока сакат да го продолжат нивниот живот, јас верувам дека тоа е погрешна насока. Ниту министрот за земјоделство Николовски не гледа потреба да ја објаснува на јавноста за бројните вработувања, оти немал влијание. Јас за ниту едно вработување немам влијаено, за да барам било кој нешто друго да направи. Од друга страна пак првиот човек на Елем, Драган Миновски, од октомври лани си ја вработил сопругата како шефица на кабинет на директорката во Централен регистар. Опозицијата и денеска откри нов случај на непотизам, овој пат во Кочани. Пратеникот на СДСМ Сашко Костов си ја вработил сопругата во детска градинка. Според кои критериуми токму сопругата на Костов се вработила во детската градинка Павлина Велјанова? Втор случај е председателот на Советот на општина Кочани Томе Солевски, чија сопруга се вработила во државното претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. Трет сомнителен случај е поранешниот пратеник на СДСМ од Кочани, Миле Андонов, чиј син се вработил во управата за јавни приходи во Кочани. Нема ли други граѓани во Кочани кои исполнуваат услови за вработување во оваа институција со надпросечни примања? Под притисок на јавноста вчера падна и првите оставки. Мајката на пратеникот Костадин Костадинов се повлече од функцијата во Централен регистар во Струмица и синот на пратеникот Горан Мисовски даде оставка од позицијата стручен соработник во Агенцијата за супервизија на осигурување. И Кирацовски денеска најави дека таткото на неговата сопруга ќе се повлече од новото работно место, ама не одговори за вработувањето на сестра му. Но оставките на блиски роднини на функционерите нема да ги затворат отворените истраги за нивно вработување, вели Залфа првата антикорупционерка. Ивановска децидна дека во земјава постои систем на непотизам кој мора да се искорени. Јас би им порачала и на сите политички партиски лидери да си ги орегрутираат членството и да видат колку членови им се во партијата од идеологија, а колку им се со очекување. Значи, ајде да градиме општество на цврсти темели. Затоа што вака, дали се партиски или се роднински врски, само доведува до тоа она што е квалитет да си оди од државата, бидејќи случајно или не случајно, ниту е партиски член, ниту е роднина на некој. И тие луѓе си одат од државата, а тоа е нашиот најскап извоз. Антикорупцијска веќе отвори 18 случаи за непотизам. На списокот се блиски роднини на функционери кои ќе бидат ставени под лупа и ќе се проверува дали постоел судир на интереси при нивното вработување. Како најатрактивни позиции за вработување на роднините на функционерите и понатаму остануваат Елем и МИПСО.